Британија. Изборите во САД завршија, но оставија длабока поделеност. Што очекуваат граѓаните во наредниот период? Франција и Германија повикаа на зголемена контрола на границите. Дали тоа е доволно во борбата против тероризмот? 3D мапи за прогноза на временските услови. За ова и повеќе во продолжение. Останете со нас. Поздрав до сите што не гледаат. Ова е Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Милена Ѓоргиевска. Изборите во САД открија голема партиска поделеност во државата. Гласот на Америка разговараше со поддржувачи и на Трамп и на Бајден за нивните очекувања во следниот период. Години на политики на поделби, месеци на протести и оспорени избори. Што е следно за уморните и гневни американски гласачи, откако проекциите покажаат дека Џо Бајден ќе биде новиот претседател. Постојат луѓе кои никогаш нема да се променат, но Бајден ќе мора да направи се што може за да ја премости разликата. Не можам ни да замислам колку ќе биде тешко тоа. Резултатите од изборите ги држаа на рап луѓето од двете страни. Сега поддржувачите на Бајден гледаат напред. Поддржувачите на Трамп ги повторуваат тврдењата на претседателот за изборна измама без докази и бараат пребројувања и истраги. Ако нема показатели за измама, мислам дека може да одиме напред, какви да испаднат резултатите. Многумина од двете страни се надеваат дека на крајот вниманието ќе се префрли од изборите на проблемите со кои се соочува земјата. Движењето за црните животи, движењето за домородците. Расната неправда, она што Трамп им го направи на имигрантите. Економијата тоа е главно и општо правата. Образованието и економијата. Поддржувачите и на Трамп и на Бајден излегоа на улиците откако беа објавени проектираните резултати. Дури ке поддржувачите на Трамп се пушта иста музика. Сите сакаат иста музика. Мислам дека тоа ќе помогне во лекување на поделбата. Америка е поделена, но целите на луѓето се делумно исти. По неодамнешните терористички напади во Европа, Франција и Германија повикаа на построга погранична контрола. Сепак, експертите велат дека тоа не е доволно. Бранот напади започна во Париз на 16 октомври, кога наставникот Самуел Пети беше обезглавен од чеченскиот тинејџер Абдулах Анзаров. Неполни 2 недели подоцна, тунижанец фатално избоде 3 лица во црква во францускиот град Ница. Тој пристигнал од Тунис како мигрант преку Италија. И на 2 ноември, симпатизерот на исламската држава Куитин Фейзулај застрела 4 лица во Виена. Лидерите на тие земји заедно со другите европски шефови на држави и официјални лица се состанаа да разговараат за нивниот одговор. Франција и Германија повикаа на построго обезбедување на границата со државите од Шенген, каде се патува без пасоши. Не станува збор за намалување или ускратување на правото на азил, но јасно е дека тоа треба да се спроведе целосно и да нема злоупотреба, како и подобро да ги заштитиме нашите заеднички надворешни граници. Терористите и во Ница и во Виена се движат слободно меѓу земјите од Шенген. Обезбедувањето на надворешната граница не значи дека ќе се реши проблемот, вели аналитичарот за тероризам Рафаело Пантучи. Како што често гледавме во минатото, терористичките напади имаат тенденција да доаѓаат од надвор. И мислам дека последниот инцидент во Австрија беше уште еден пример за тоа. Иако инволвираното лице може да биде имигрант од втора генерација, тој всушност е роден во Австрија. Па, како треба владите да се справат со заканата домашна радикализација? Европа предлага нови закони за сузбивање на интернет компаниите кои се домакини на екстремистичките содржини. Во моментов кога ќе им се дадат докази дека на нивните страници има нешто што е криминално или штетно, тие мора да реагираат веднаш и брзо. Состанокот на ЕУ се одржа на 5-та годишнина од координираните терористички напади во Париз, кога 9 напаѓачи убија 130 лица. Од тогаш, повеќето напади во Европа ги вршат терористи познати како волци самотници. Тоа е далеку подобро отколку да се видат големи напади како што имаше во Париз, Мадрид или Лондон порано овие децении. 27-те шефови на држави на Европската Унија треба да се состанат повторно во декември за да одлучат за конкретни чекори за справување со заканот тероризам.
Град во Јужен Авганистан има околу 300.000 зависници од дрога. Властите велат дека ситуацијата излегува од контрола, бидејќи не можат да им помогнат на сите. Назар Мохамед се пријавил во локална болница за третман за зависност, но мора да чека со месеци пред да започне. Подготвен сум веднаш да бидам хоспитализиран, но тоа не е можно зашто нема доволно места. Сакаме владата да изгради повеќе болници за наркозависници. Мохамед не е единствениот. Според анализа од јуни на Канцеларијата за дрога и криминал на Обединетите нации, околу 1 милион афганистанци на возраст од 15 до 64 години се зависни од наркотици. Тоа е околу 8% од населението во земјата. Повеќето зависници овде во Кандахар велат дека сакаат да бидат прифатени во установи за третман и бараат владата да обезбеди поголема помош. Ако се зголеми бројот на установи за третман, повеќе зависници доброволно ќе се пријават во центрите за рехабилитација и третман. Жителите на Кандахар се загрижени поради зголемувањето на бројот на зависници во нивните соседства. Во градот има толку многу зависници и луѓето запаѓаат во неволји поради нив. Тие се вклучени во многу работи, од ситни кражби, како на пример чевли од пред џамиите, до големи грабежи. Владата мора да ги згрижи овие зависници и да изгради болница за нивен третман, за да може да се вратат во нормалниот живот. Невработеноста и небезбедноста често се наведуваат како причини зошто многу афганистанци посегнале по дрога, за да го олеснат своето страдање. Се проценува дека бројот на зависници во Кандахар е околу 300.000, а здравствените власти признаваат дека единствената болница во провинцијата, која има само 70 кревети, ни оддалеку не е доволна за сите што бараат третман. И за крај, 3D мапи за полесно прогнозирање на времето. Погледнете како функционираат. Влошувањето на временските услови се случува се почесто во САД. Подобро разбирање на такви екстремни климатски услови е круцијално за научниците и метеоролозите. Научниците од Универзитетот на Мериленд се надеваат да помогнат во тој правец, соработувајќи со Националната администрација за океанографија и со НАСА. Истражувачите развиле програма за мапирање временски промени, користејќи 3D технологија за виртуелна реалност, како напредување на постоечките програми, каде податоците се во дводимензионален формат. Атмосферските податоци во принцип се во 3D, облаците не се во 2D. Ветриштата не се движат од исток кон запад, туку нагоре надолу. Со помош на виртуелната реалност ги прикажуваме податоците во природниот тридимензионален контекст. Се надеваме дека тоа ќе води кон подобро интерпретирање на податоците од луѓето кои што ги користат. Проектот е финансиран од НОА и е еден од неколкуте програми за следење на временски промени со виртуелна реалност и доаѓа во вистинско време. Ако може да ја користите чувствителната технологија со нашето познавање на науката за да им доставите информации на луѓето за да се подготват потенцијално, може да ги запрете шумските пожари пред да се прошират и остават несакани последици. Со оглед дека програмата е се уште во рана фаза на развој, експертите се возбудени од долгорочниот потенцијал. Мислам дека ваквиот систем ќе го направи предвидувањето на временските услови полесно за метеоролозите, ќе води до побрзо носење одлуки во случаи на природни катастрофи или екстремни временски услови и евентуално ќе спаси човечки живот. Благодарам што не гледавте. Пријатно до утре.